почитувани професори, ученици, почитувани гости, со големо задоволство ве поздравувам на нашиот новогодишен базар. Ова е време кога се собираме заедно, за да го прославиме крајот на една година и да ја пречекаме новата со надеж, радост и насмевки. Новогодишната магија е насекаде околу нас. Погледнете околу. Ние учениците се дополнуваме и разупакуваме со нашиот пазар, кој се одржува веќе втора година во нашето училиште, а кој се надеваме дека ќе прерасне во традиција. Пазарот е полн со уникатни подароци и рачно изработени производи кои ќе ве потопат во магијата на празничниот дух. Тука можете да најдете не само убави сувенири, туку и декорации кои ќе го преобразат вашиот дом и ќе внесат топлина во вашите срца. И секако, да не ги заборавиме вкусните новогодишни специјалитети, приготвени од нашите ученици. За ова им се заблагодаруваме на нашите ученици од нашето училиште кои земаа учество со нивни изработки. Упатуваме голема благодарност до фирмата Scorpion Logistic Express, Орце Цикарски и Гана Браш, кои ни помогнаа да оствариме нашата идеја и да го реализираме на новогодишниот базар. А сега следува мало изненадување за нашите најмали и специјални гости. Zabawno
денес во нашето училиште по втор пат се организира новогодишниот базар, на кој што еве позади мене слободно може да го видите штандот на учениците, подготвен од учениците од угостителско-туристичка струка, на кој што тие нивните вештини, знаења, умења ги преточија во новогодишни специјалитети, производи, односно десерти, на кои што сите присутни на настанот ќе имаат можност да ги вкусат. Добар ден на сите, јас сум Стефанија Биковска од Берово и сум ученичка во Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово. Втора година сум од генерацијата 2008, па денес нашата генерација се договоривме да ја представиме преку една мала тезга, нашата сложеност, односно, и еве денес имаме представено. Имаме многу сладки. Денеска, бар денес е тренд Дубај чоколадото, па има да го вкусите Дубај чоколадото овде, исто така и Дубај мафини. Доаѓаат божикните празници, па имаме и постни сладки кои можете да ги вкусите токму на нашата тезга. Ви благодарам. Здраво, јас сум Мерем Чиндарова од прва година текстилна. Ние во нашиот штанд имаме шноли, украсни работи и тоа ни беше најмалку од една недела да го средиме. Здраво, јас сум Елена Сирачевска, ученик во средното училиште во Берово Ацо Русковски и на овој штанд ние представуваме трите класа од прва година, тоа математичките класа, први, втори и трети, и сме спремале разни новогодишни специјалитети, тоа се десерти, има и разни солени јадења, како и пијалоци, кои можат да се послушат, и сакам да кажам дека ова не ни представуваше некаков проблем, со задоволство го спремавме и парите кои ќе ги заработиме, сакаме да ги вложиме, да ги донираме на децата без родители. Јас сум Анета. Јас сум Глорија. И ние сме ученички во четврта година. И ова ни е втора година што учествуваме на новогодишен базар во Ацо Русковски. На нашиот базар нудиме претежно сладки работи кои се сега во тренд. Планираме средствата кои што ќе ги добиеме да ги донираме на некоја следна прилика. Благодарим. Здраво, јас сум Ангела Демјанска, ученик во трета година во средното училиште Ацо Русковски. Денеска на нашиот штанд можете да купите благи солени работи, исто така и некои постни. Имаме мафини, снешковци, се што сакате, имаме чај и капучино за љубителите. И тоа украси. Па почнавме пред 2-3 дена, се со договор, се договоривме убаво сите заедно и спремивме. Треба ли според вас ваквите новогодишни базари да ги има секоја година, не само овде? Па јас мислам дека тоа треба да остане традиција за да покажеме некој убав гест и за училиштето. Добар ден на сите, јас сум Емилија Пекчевска, од представник од Беровски производи Бороџун. Прв пат сме учесници на базарот кој што го организираат во средното општинско училиште Ацо Русковски. Навистина пријатно сме изненадени за целата организација. Се гледа дека овде е вложено исклучително голем труд од страна на сите, од страна на децата, на кадарот. Сите се толку весели, толку расположени. Навистина ова е едно прекрасно искуство. Прв пат учествуваме, нема да биде последен. Вакви настани се потребни на заедницата, многу почесто и на повисоко ниво организирани, и се надевам дека ова ќе продолжи како традиција и посакувам се најубаво на сите учесници тука. Поединечно погледнато, секој штанд се одликува со своја уникатност. Изненадено сум колку децата вложиле труд и љубов во своите изработки.
Русковски во Берово по втор пат се организира новогодишен базар од страна на учениците, професорите во ОСУ Ацо Русковски Берово. И чести задоволство ни беше што ги удостоивме и ги поканивме и децата најмалите од градинката 23 август, кои што исто така има подготвено изненадување за нас. И корисниците од Центарот за лица со посебни потреби од Берово. Базарот минува во супер одлична атмосфера, каде што доаѓа до израз креативноста на нашите ученици од текстилно кожарската струка, угостителската струка и дрвопреработувачката струка, како и од гимназиските паралелки, и сите средства кои што ќе се соберат ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Благодарност до нашите спонзори Орце Цикарски и Гана Праш, кои што со своји донации помогна базарот да добие баш така убав сјај како што доби денеска, и благодарност до сите стопанственици и посетители на базарот кои што се не удостоија со нивното присуство за се да изгледа вака гламурозно. Се надевам дека традиционално на 19 декември овој базар ќе помине во традиција и сите ќе се собираме и од тука да почнува новогодишната магија. Благодарност огромна и до Малешнет кој што за сите настани не покрива со медиумска покриеност имаме, покрај тоа што објавуваме и на веб страната на училиштето и на нашата Facebook страна, меѓутоа многу ни значи и неговата промоција. Здраво, јас сум Джо Розалина, јас сум од Охајо, од Америка, и сега јас живеам во Берово, and I will be here for 2 years. I'm a volunteer with the Peace Corps. I'll be teaching English at the high school with 2 of my counterparts. This is my first time being at the Christmas market here at the high school. It's lovely. The students have done an excellent job setting it up. I'm so looking forward to living in this town and teaching English and helping the kids learn English as best I can.